Добар ден на сите. Првенствено би сакал да ви посакам едно топло добредојде во име на нашиот цел тим и да ви се заблагодарам што успеавте да одвоите дел од вашето време и да присуствувате на денешната пресконференција. Јас сум Даниел Смилков и денес ќе бидам вашиот модератор. Инаку сум волонтер во првата детска амбасада во светот Меѓаши. Ја имав честа да бидам дел од проектот, може би сме различни, но сепак сите сме талентирани. Првенствено би сакал да ве поканам да го погледнеме краткото видео, кое што е спој од 5 видеа, каде што главни актери се 5 храбри и талентирани деца, а дел од нив се и тука со нас во публиката. Јас сум Осман Исмаил, сакам бидам Ronaldo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow. Се викам Рената Антонов, имам 13 години, во септември пунам 14. Живеам со мајка ми, татко ми, дедо ми и брат. Мене ме радува кога играм шах, кога идам на пливање. Ме раскажува, тешко може нешто мене да ме раскаже. Во слободното време играм шах, или идам на пливање, или играм некои видеоигри со моите другари. Имам омилени повеќе компјутерски игри. Counter Strike, GTA 5, имам пријатели на училиште. Зборуваме за видеоигрите, за оценките, сега на крај на годината, за некои познати шахисти. Ќе опишам мојот ден кога идам на пливање. Ќе станам наутро околу 7 часот, ќе доручкувам или нешто, ќе измијам забик, идам да се средам. И потоа ќе си го спремам радецот со купаки, со пешки или со такви работи. Ќе идам тамо со тренерот, ќе попливаме. Ќе се вратам дома навечер, така нешто играме со другарите, видеоигри и тоа. Најголема неостварена желба ми е да учествувам на некој надпревар за пливање, на шах, некој надпревар така, да имам симпатија од 7 Б. Одам на гасеницата. Оствала на мене, пак да одам на гасеницата, што има. Кој ти е омилен фон? Големи. Кој ти е омилен ютубер? Джип. А Джипи е снимач. Која ти е омилена компјутерска игра? Ја знаеш она Кристина This is my house? Тоа е училиштето на Синдина. Имам најдобар пријател, ти кажав, Стефан. Што би сакала да работи? У Firefighter и полиција, и сестра, и дотока, и све. Што првиш кога ќе станеш? Сега се однова за да бидам многу свежа. И потоа учкам палентичка. Кога е дедо тука, јас тоа на жела, кога е дедо радосен и јас сум радосна. И вежбам, и пеам, и танцувам, и сакам нешто да ви признам дека тренажер скоро ќе се песни и плюс и плесева ние ќе имаме и затоа ние сме тамбура. И го свирам на завршетокот на средното училиште
Зајачко. И оде и на пијано свири. Да, така. На Дајле. Пробаше на Дајле во прва година? Да. Овде куќа не метена Лазаре, метете-ја, чистете-ја. Метете-ја, чистете-ја, Лазаре, да не ја видат лазарките. Колку исја во горна Лазаре, толку ано во куќава. Омилена песна беше Елен Плива помолена завршетокот на средно училиште Илија Николовски Лој. Кој урок беше омилено? Омилено беше Одено. Оден урок? А за играње кој го сакаш највише? Кој те грбне зубите и тапаните на кој урок највише? За тешкото. Подетално сите 5 видеа може да ги пронајдете, веќе се достапни, значи на нашите сите социјални мрежи. Да го изключам? Подетално сите 5 видеа може да ги пронајдете на нашите социјални мрежи, а сега би сакал да го поканам и председателот на првата детска амбасада во светот Миѓаши, господинот Драги Змијанец. Поведете. Имавте пригода да ги видите 5 наши главни и храбри активисти и лобисти, деца со талент кои не само што ни ја доближија нивната приказна за нивните вештини кои ги има, туку ни помогна да сватиме колку возбужувачката околина, грижата што имаат родителите, менторите, училиштите, психолози, педагози, вработените во институциите можат да излезат од нив макси. И тие навистина се лобисти за каузата за која и имаме денеска пресконференција. Насловот навистина е инспиративен. Може би сме различни, но сите сме талентирани и верувам во тоа дека секој од нас има талент, само треба услови, овозможувачки. Грижливи родители, соседството, семејството, учениците, институциите и во такви услови секој еден потенцијал може да дојде до максимум до израз. Тоа е онаа порака што сакам да ја упатам и овие 5 главни ликови што се нашите не само лобисти, туку застапувачи на каузата за која ние веќе 30 години се залагаме по правилен свет за секој ден. И ми се инспирација, морам да кажам дека прегледаноста на идејата кои преку нивните ликови успеавме да стигнеме до јавноста е над 36.000 прегледи. Верувам дека ќе расте, затоа што не само што се споделуваше многу, туку и граѓаните има многу добар одзив дека оваа кампања на вистина не освести колку е важно општеството да има институционална, етичка, емпатична, синергична конекција со децата кои доколку им ги овозможиме условите, тие навистина не само што ќе се чувствуваат еднакви, туку и ќе си ги покажат вистинските потенцијални таленти. Мотивацијата е клучен дел, речи се во сите активности кои што ги врши. Дарко има ретка болест на слаби коски, но и покрај тоа тој е студент и активен волонтер. Многу повеќе за својата историја ќе ни каже тој сам. Дарко, повеќе. Здраво на сите. Јас сум, како што кажа, и лице со инвалидитет, повреченост, не сам слаби коски. Лицата со повреченост не би требало да се откажуваат поради својата повреченост.
треба да се трудат да направат нешто, да излезат, да бидат видени пред светот. Пред свет тоа треба да им повозможат своите родители, поради тоа што многу од родителите се премногу заштитнички настроени спрема своите деца и не страх да ги пуштат сами да излезат од дома, да не бидат повредени или да не им се случи нешто лошо. Но тоа е малце погрешно, бидејќи лицата со попреченост треба да излезат, да бидат видени, да научат нови работи, зашто овие деца имаат потенцијал, имаат нешто што другите деца го немаат и треба да се работи на тоа за да можат они во иднина да можат самостојно да функционират, како на пример јас во моментот што студирам, што имам све сам, така и они. Супер порака. Благодариме, Дарко. Во текот на изминатите неколку месеци, дел од нашиот тим, стручна подршка, помош и насоки, беше и специјалниот едукатор Јулијана, на кој што навистина многу сме им благодарни. Јулијана, поведете. Благодарам. Добар ден и од мене на сите овде присутни, за кои верувам дека со задоволство ја имате прифатено поканата за присуство на денешниот настан, особено што темата е од заеднички интерес и од особена важност за сите од нас. Моето присуство тука се должи на долгогодишна, плодна и извонредна соработка на основното општинско училиште Стив Наумов од општина Гази Баба со првата детска амбасада во светот Меѓаши и тоа на полето, сега ќе набројам, меѓутоа тоа се препознатливи активности на тимот на Меѓаши на полето на унапредување заштита на детските права, за јакнување на детските капацитети, за справување со насилство, поттикнување на резилиентноста кај децата и младите, преку низа едукативни работилници, учество во активности во рамки на програмата за мировно образование и многу други. Конкретно, проектот, можеби сме различни, но сите сме талентирани, особено ме радува, затоа што става акцент на согледувањето и препознавањето на талентите и вештините кои што секој дете ги поседува како потенцијал. И овој проект истовремено придонесува кон рушење на стереотипите и предрасудите кои што најчесто се врзани со можностите, способностите и потребите на некои деца. Инаку концептот на различност во рамки на овој проект подразбира прифаќање, разбирање и почитување на индивидуалните разлики кои се својствени за секој едно дете. Препознавањето на силните страни кај детето, како што се неговата љубовитност, способност и желба да учи, креативност, емпатија, упорност, одговорност, нели, се основа за развој и живот исполнет со успех и среќа. Јас само можам да кажам дека секој дете се раѓа со природен талент да го освои нашето срце уште со првата насмевка или збор, а дека има извонредна моќ да ја препознае насмевката и прегратката која што доаѓа од другите. Овие деца кои што имавте прилика да ги видите, Ружица, Мелани, Осман или на Ренато, се јунаци од приказните и тие се навистина единствени во својата различна талентираност. А јас ќе кажам дека токму тие варијации, контрасти и хетерогеност го прават светот поубав и човештвото покреативно. Бидејќи секој дете има право да знае, да сака и да сонува, ние возрастните имаме обврска да бидеме чувари на нивниот просперитет и навистина сме должни да им овозможиме стимулативна средина во која што тие ќе ја прифатат својата уникатност и посебност и ќе им овозможиме полесно да се афирмираат и позиционираат во општеството. Јас уште еднаш ќе се заблагодарам на поддршката која што конкретно и нашето училиште ја добива
годиниве наназад од првата детска амбасада бегаше и нивниот импакт ќе го поздравам за препознавањето и за јакнењето на свеста во општеството за потребите на секој еден поединец. Благодарам. Благодариме Бојана. Сега би поканил како за на крај и самиот координатор на оваа кампања, може да сте различни, но сте талентирани. Тоа е Клементина Дубровска, Клеја Повед. Благодарам. Јас prvenstveno би сакала да ви се заблагодарам на сите вас тука присутни, затоа што со самото присуство ја поттикнувате, ја поддржувате кампањата, со тоа и ја развиваме свесноста дека децата со попреченост имаат и уживаат истите права како и сите останати деца. Овие 5 месеци јас од моје лично искуство ми поминав многу брзо. На сите вклучени во целиот овој проект ги представуваше задоволство и навистина сме многу благодарни што имавме таква можност да го створиме на некој начин проектот, затоа што не освести, ни покажа дека сите деца си ги имаат своите потенцијали, дека ги уживаат своите права и навистина впрочем тоа е мисијата на првата детска амбасада меѓаше сите деца да си ги уживаат своите права, меѓутоа би сакала да споделам дека од април до август ова 5-месечно патување беше организирано. Имавме стручни соработници кои што ни помагаат да можеме правилно да ги спроведеме интервјуата со децата, да ни укажа на какви насоки и на што треба да се внимава, како да се постигне ова што го имаме како и впрочем како да ги креираме видеата, за да може да го пренесеме она што ние го видовме во овие деца и на пошироката јавност. Од месец јуни до крајот на август, впрочем со овој ден, траеше кампањата за на некој начин промоција на овие 5 видеа, каде што ги испромовиравме на нашите социјални мрежи 5 видеа од децата кои што се вклучени, но исто така секојдневно објавувавме содржини едукативни и кои што беа во насока на децата со попреченост и правата кои што ги уживаат. Но исто така сакам да ви кажам дека со овој проект и со оваа кампања не вклучивме повеќе деца, можеби не со видео, меѓутоа секој понеделник се објавува содржини од други деца кои што ни се јавува во текот на кога траеше и самата кампања, кои што ние ги споделивме нивните таленти. Неизмерно сме благодарни. Јас би сакала со ова мој излагање да апелирам до општествено одговорните компании да продолжат со поддржување на ваквите кампањи, затоа што не само на нас, туку и на сите околу нас и на децата особено им значи ова излагање. Мислам да бидат видливи. Инаку како крајен производ направивме публикација која што е сумарен приказ од се она што ни се случуваше и се она што работевме изминативе 5 месеци. Јас би сакала само кратко да ве несам из незе. Се содржи од сите приказни на сите деца, имаме лични и искуствени и едукацијски текстови од нашите стручни соработници. Исто така би сакала да го спомнам и прирачникот за водење на интервјуа, односно како да разговараме со децата со попреченост. Дополнително во самата публикација можете да најдете и дополнителни информации, идеи како да се поставуваат прашањата, како и информации во однос на тука конкретно се попреченостите со кои што ние работевме, односно децата со кои што се работувавме. Но верувам дека ќе ви биде од корист. Истата е прикачена на нашата веб платформа, така да ќе може да ја видите во текот на денот. Така да јас ви благодарам на вниманието.
видеата може да ги видят преку линк. Да, видеята во самата публикација можете да ги погледнете. Ајде. Значи можете да се кликнете на линкот и веднаш да го видите и видеото за поделено. Благодарам. Многу битен дел во самиот проект и битна улога во проектот играат и самите волонтери. Во оваа прилика би сакал да се заблагодарам на Марија, на Стефани, Мила, Викторија и Тамара, кои што навистина несебично ги споделија своите знаења и дел од своето време да го посветат на самиот проект. Во оваа прилика исто така би сакал и да ја поканам една од волонтерките, Марија, да ни се обрати да сподели нешто од своето искуство. Марија, повели. Најпрво би сакала да се заблагодарам на првата детска амбасада во светот Мегаше за можност всушност ваков проект да се реализира. Исто така особена благодарност до семејствата кои што ни дозволија да видиме нивната реалност. Реалност која всушност ни покажа дека сите бариери кои што лицата со посебни потреби се соочуваат се воглавно во општеството, односно се во форма на предрасуди, во форма на стереотипи и дека преку поддршка и љубов, преку пружање на таа поддршка и љубов, сите можат всушност да го реализираат максимумот, односно да го реализираат собствениот потенцијал. И ова искуство дефинитивно ќе остане, мислам дека со сите волонтери, дури и оние кои што денеска не можеа да бидат присутни со нас. Ви благодарам. Ти благодариме, Марија. Доколку волонтерите беа битен дел во проектот, уште побитен дел беа и самите учесници во проектот. Значи, те храбри 5 деца кои што несебично го покажаа својот талент со нас и со сите вас. И во оваа прилика би сакал да го поканам основачот и председателот на оваа детска амбасада во светот Мегаше да ја благодари благодарниците на самите учесници. Благодарам, Данијел. Значи, 5 главни ликови, како што реков, лобисти за поправеден свет за секој дете. Ружица, Мелани, Илина, Осман и Ренато. Жал ми што не се сите тука, но еве ќе ги врачам во име на првата детска амбасада благодарниците, ќе почнеме од Ружица. Повели Ружица Митева. Благодарницата Ружица. Ајде, вака. Еве вака. Мелани Спасеновска. Мелани. Може? Може. Ајде вака, фати ја, Мелани. Ја, не мора да стане, јас ќе видам тука. Видиш? Супер. Браво. Дарко Стојановски. Чекай, ја ќе дам до тебе. Супер. Менторката Благица Илик. Не? Чекай, вака спушти да се гледа Ружица. Ајде само и те мене погледна. Благодарам. Билјана Димитрова. Не е дојдена. Не е дојдена? Да. И имаме еден... Екстра? Немаме екстра. Имаме што ни недостига и ќе го надоместиме. Ама не, имаме една благодарница без име. Ако сме забравили. Немам. Со ова и го заокружуваме овој дел од пресконференцијата. Сега следува делот каде што вие поставувате прашања. Само би ве замолил доколку е во ред со вас, првенствено да ни се представите, а потоа и да го поставите вашето прашање. Поведете слободно со прашање.
веќе имаме ние под дојавување и покана и нови приказни, само што ни недостигаат социјално одговорни компании кои тоа ќе го финансиски поддржат, за да можеме приказните да продолжат да не бидат само 5 главни ликови, него да продолжиме. Даре, спремен си, подготвен си за... Даре, и уште многу други. Иако морам да ви кажам, ако терминологијата, лица со посебни потреби, лица со атипичен, со попречености, ја мислам дека сите, моје мислење е дефектолого, дека сите не имаме исти потреби, само имаме различни можности, не дека немаме во нас потенцијал и талент. Мојот фокус веројатно е дека ако имаме овозможувачка околина, мојот талент колку ја да имам попречености и така натаму ќе дојде до израз. Ја мислам дека обшеството е тој што ми оневозможува некогаш да јас со сиот мој капацитет и потенцијал дојдам до израз. И тоа е оно што ми се допаѓа кај сите 5 ликови, вклучувајќи кој Даре, кој вели немојте премногу да ме заштитувате, јас сум способен, спремен, имам потенцијал во мене и можам. Тоа се ликови кои фактички не охрабруваат, не освестуваат нам, не дополнително сензибилизираат колку тој потенцијал со овозможувачка околина може да дојде на вистина до израз. Тоа е тоа искуствено од мене од овие приказни што ги по неколку пати ги имам гледано и постојано им се воодушевувам на секој искажан нивни збор, посебно на децата, не ги подценам секако менторите, родителите ти имаат друг тип на улога, многу важна секако, ама децата да излезат пред камера, да го кажат сето тоа на така едноставен, спонтан начин, е волшебство. Магија. Фала ви многу. Дали имаме друго прашање? Да, повелете. Добар ден, јас сум Ајдил Дачио Дебар, директорка на детска градинка. Само сакам да прашам, не знам, немам информации дали во Македонија има институт каде што се прифатени сите овие деца и да се работи тука и да ги подготват за живот. Бидејќи ние имаме искуство и соработка со институција од Анкара од Турција, каде што таму ги подготвуваат овие деца за понатамошниот живот, да тие бидат самостојни и да бидат во сите насоки образовани. Фала. Благодариме. Јас би кажала дека нормално градинките, предучилишните установи, основното и средно образование кое што е задолжително за сите деца, се места каде што институции, каде што овие сите деца треба да добијат поддршка, да добијат соодветен образовен процес прилагоден на сопствените можности и способности и согласно концепцијата за инклузивно образование сите деца се вклучени во редовното без никаков исклучок и во основно и во средно образование. Ако зборите за посебни институции, пак ќе се повикам на концепцијата, значи сега веќе во нашата држава, во Македонија, се оди кон тоа инклузивното образование да биде тотално, односно сите деца да се вклучат во редовното образование, а овие посебните училишта се трансформираат во ресурсни центри и тие, како и основните нормално, ќе нудат дополнителна поддршка во процесот на развој, на надминување на одредени пречки во развојот. Може би сме малку на почеток со овие процеси. Не е дека нема институции, меѓутоа далеку од тоа дека е доволно капацитетот за да се задоволат сечи потреби. Повелете наредно прашање? Да, повели. Добар ден, јас сум Благица Илик, предавам во Средното музичко училиште Илија Николовски Луи, повеќе би како иницијатива и предлог некој од искуството сега што го имавме и со Мегеш и со Ружица Митова и низиното семејство. Овој тип на кампања која е за сериозна пофалба, да биде на истиот овој принцип, преку видео пример за овие ученици и во нашето училиште,
ние би организирале, имаме просторија, значи сите технички услови би ги направиле. Поентата е да сето ова и Ружица од каде што завршила, а имаме и други такви деца талентирани низ музика, инструмент, пеење, играње, да и самите ученици тоа поблиску го доживеат, го видат тоа дете кое што е посебно талентирано и малкумина ги знаат во самите училишта, можеби само во класот или во годината во која што изучуваат, и тоа би било исто една силна, сериозна порака онака која би ја поддржили и ние институционално. Да, така да направим. Ви благодарам. Често благодарам на вас. Да ви сте направили предлог. Наредно прашање, повелете. Да, повели. Много стилно. Кој беше поттикот за започнување на ваква кампања? Ајде, јас. Можем и јас ако сакаш да кога започнавме идејата, за жал беше инициирано од еден не толку пријатен настан во нашето општество. Ако верувам се сеќавате, беше на почетокот на второто полугодие од претходната учебна година, излезе на широко во медиумите дискриминација на едно девојче со Даунов синдром, да биде во Гостивар, во основно училиште во Гостивар, со подпишана петиција од родители, да не оди во редовната паралелка каде што оди, затоа што тоа негативно ќе влие врз останатите ученици. Инаку овој проект во рамки на кој што ја правевме е регионален и целта му е борба против говор на омраза по било која основа. Најчесто се медиумски организации, медиумски работници кои што ги спроведуваат активностите. Ние сме, баш колешка една наша беше на регионална конференција, бевме како новина, свежа. И тука препознавме ние исто така говор на омраза. Односно, говорот на омраза секогаш е поврзан со неприфаќање на различноста, страфот, нешто што е поразлично од нас. И во рамки на тоа, кога подготвивме, беше препознаено како поразлична идеја, затоа што говорот на омраза повеќе се става во политички контекст, во меѓуетнички контекст, тоа беше во сосема друг. И тоа почна нас да не освестува дека всушност нашата визија е многу поширока, значи поправеден свет за секој дете значи борба на повеќе фронтови, не само на децата со типичен развој, туку сите деца и млади. Ако сакате да додадете нешто, слободно. Не знам Мила дали ти одговориш на прашањето. Благодариме. Да, повелете. Јас само што да кажам, се провоцира некој работи, сака да обсмислење. Јас сум Валентина Георгиевска Павлов, новинар. Господинот Драги Смјанец кажа дека тие деца мора да поседуваат некаков талент. Од она што јас имам читано во литература, за нив се вели дека навистина не само што поседуваат некој талент, туку да речем ако во некоја работа се попречи